Ви благодарам, почитувана председателка. Почитуван заменик министер. 5 пати го поднесувам истиот амандман. 5 пати. И го добивам истото образложение 5 пати. Значи истото. Може би е добро, почитувана председателка, бидејќи мојот колега од Струга нешто реагира, да се побара од службата, нека направат едно истражување на анализа колку пратениците од опозицијата во овој период од 3 години, колку што се на власт Социјалдемократскиот сојуз, имаме поднесено исти амандмани, значи 2017 ребалансот, 2018, 2019 и 2020, колку од тие амандмани кои што на некој начин не се бозне неколку се, десетина можеме да ги зброиме кои што сте ги прифатиле, но меѓутоа не сте ги реализирале. Мене, например, 2 амандмани ми имате прифатено. И со ребалансот за 2018 година и со ребалансот на 2019 година. Ниту едниот, ниту другиот не се реализирани. Значи, ве молам, ако може една таква анализа да направиме, за да се види зошто постојано на наши исти амандмани, кои што јас рекорд ке бркам со овај амандман, почитувана заменик министер. Рекорд ке бркам. Ако треба и во Гинис да влезам во Гинис. 5 пати поставен истиот амандман, 5 пати добивам исти одговор, нема никаква реализација. Истото ми се кажува, го запишувам, истиот амандман, истото. Толку е околу вашиот однос, значи ова говори за вашиот однос 3 години кон граѓанството. Вашата лажна грижа кон потребите и барањата на граѓаните, бидејќи овие амандмани кои што ги поднесува опозицијата не се измислица на Затуровска или на моите колеги од опозицијата, него се барања од граѓаните. И она што вие тука постојано, колку дена, 6-ти ден денес, не знам колку дена расправаме, прво општа расправа и поднос амандманите, како по наредба пратениците од позицијата говорат дека овај буџет за 2020 година, акцент или приоритет или не знам што, е вложувањето во човековиот капитал. И ова испаѓа дека е сета ова заложба ваша, што ја кажувате тука, декларативна, лажна. И вие тоа многу добро го знаете. Овај буџет за 2020 година строго наменски, почитувани колеги, е направено. И знаете што правите, што е на најстрашното? Озаконувате преку буџет, граѓански буџет, кој што треба бенефит да видат сите граѓани на Република Македонија, вие озаконувате буквално предизборен подкуп. Со потта на граѓаните, со нивните средства, вие ќе ги купувате гласовите на граѓаните преку ваков концепиран буџет. Ма какви канализации, какви пречистителни станици? Знаете иронијата да е уште поголема, ќе ви кажам, да зборувам и зона, што од овој конкретниот амандман кој што го имам, зошто го поднесувам 5 пати поред и уште ќе го поднесувам, додека не се види дали на крајот ќе се види финализацијата или реализацијата. Заради тоа што последиците се огромни. Токму по однос на човековиот капитал за кој што вие така ревносно говорите во буџетот за 2020 година. Човечкиот капитал, почитувана колешке, не е само покачувањето на платите. Се сложувам, но меѓутоа пред да ги покачите платите на граѓаните, треба првенствено да се грижите за нивното здравје. Бидејќи ако не постојат граѓаните, вие нема во што да вложувате. Најсуштинските амандмани кои што ги понесува опозицијата во делот на пречистителни станоци, во делот на комунална инфраструктура, во делот на водоводи и така натаму, вие не ги прифаќате, а кажувате дека целиот буџет ви е концепиран во намера да излезете во пресрет на човековиот капитал. Па здравието, ако не е човечки капитал, јас не знам што друго би можело да биде најприоритетно. И сега
Кај да почнам? Не знам од кај да почнеме од 2017 година. Да видиме изјавата која што премиерот Зоран Заев ја кажува точно за овој предел, Струшкиот предел, Охридскиот предел, каде што знаете какви ни е ситуацијата со УНЕСКО, што треба да направиме, што треба да преземиме и во делот на комуналната инфраструктура, во делот на пречистувањето и пречистителните станици, во делот на колекторскиот систем, во делот да го зачуваме статусот на нашето Охридско езеро и делот градот Охрид како заштитен град и така натаму. Што кажува еве премиерот во 2017 година, работите на терен се веќе во полнек. Замислете, во полнек во 2017, сега сме 2020 носиме буџет, ама почитувани колеги не се секирајте, во 2017 во полнек биле работите и дека се во завршница 31 проекти за водоводи, канализации, пречистителни станици, во исто толку општини и населени места, проекти во вредност од близу 17 милиони евра. И кажува понатаму, ниту една општина нема да биде запоставена. Владата ќе работи на рамномерен развој и распределба на средствата во руралните средини, ќе овозможи подобрување на животот, здравието и така натаму, водата, почвата, воздухот, да не набројувам. Ништо. Ајде да видиме понатаму што вика. Со ова подршка на владата процентот на покриеноста со канализација, сегашните 18 кои што биле во 2017, ќе достигне до 40%. Катастрофа. 3 години нема ни една реализација. Лани зборувавме за реализацијата на буџетот за 2018 година, само 33% од средствата кои што беа наменети за канализација, водоводи и пречистителни станици беа извршени во текот на 2018 година буџет. Тоа не е покриеност до 40%, почитувана заменик министер. Извинете, вас што вака ви се обраќам, не сте вие ништо виновен, вие сте толку коректна и можам само пофални зборови за вас, што вака можеме да си ги споделиме сите прилики и неприлики со кои што се судруваме преку амандманите кои што ги поднесуваме од страна на граѓаните и ви благодарам од срце на вистина што имате дослух и доаѓате тука да не слушате. Понатаму, во 2018 година, сега не премиерот, 2017 премиерот кажа што си кажа. Сега во 2018 пак министерот за транспорт и врски, истите зборови кои што премиерот ги кажуваше во 2017 година за истата ситуација. И кажува, пред непол месец ја најавивме пролетната градежна офанзива во Република Македонија за патната инфраструктура. Стартуваме проекти за изградба, реконструкција на мрежа 800 километри автопатски решенија во вселената некаде, експресни патишта, регионални делници во вредност од 270 милиони евра. Работите се во полн ек. Истата клаузула во 2017 во полн ек. И објавуваат нова офанзива во пролетна офанзива и ќе се отпочнало, влеговме во завршница со 31 проект за водоводи, канализации, пречистителни станици во исто толку општини и така натаму. Проектите се во вредност близу 17 милиони евра. Ова е 2018 година и понатаму кажува дека истото ќе се достигне реализацијата до 40%, затоа што во 2017 Как се видим да ми е съответно говорите? Это не шо правитен да ми е на дамлет. Унук дей се да рекордуват та параштројата ми на мен дена во чешаме етмешме то се туки правите сигурите стандарден. Во делот каде што треба да се врши заштитата на Охридското езеро, кажуваат ќе обезбедат стандарди, квалитети, исто онака како што имале граѓаните во Европската унија. Ниту влеговме во Европска унија, ниту пак ги приближивме стандардите со ваков пристап на владата натре во нашата држава. Ниту една општина, значи не верувам дека е толку запоставена колку Охрид и Струга што се запоставени. Но во овој дел е исклучително важно, верувајте, е исклучително важно да се земат во предвид овие работи и ќе завршам, бидејќи сега пред извесен период, мислам дека лани беше алармирано од страна на граѓаните
и од невладиниот сектор дека 8 месеци не работеше колекторскиот систем во Струга и направи огромна штета околу загаздувањето на реката Црндрим и се разбира Охридското езеро. Мене ми искрено жал што не најдовте вака една ширина да прифатите еден ваков сериозен амандман кој што е исклучително значење за оваа средина и пред се за здравјето на луѓето, но јас ќе го поднесувам и понатаму да видам кој ќе биде рекордот на одбивање на истиот. Ви благодарам.